Близу 100 сметководители од Кочани денеска присуствуваа на работната средба со представници на Институтот за овластени сметководители, на која беше разгледан правилникот и начинот на примена на актот за имплементација на минималните трошоци за книговодствени услуги. Председателот на надзорниот одбор на овој институт, Сашко Раденковиќ, во изјава за телевизија Кочани прво најави: денеска сме во Кочани, 30.6.2017 година, од утре почнува имплементација на актот за минималните трошоци за книговодствени услуги. Денеска го раздадуваме правилникот, начинот на примена на актот. Потоа укажа на законската регулатива која е донесена во изминатиот период. Законот за вршење на сметководствени работи е донесен уште 2011 година. Требаше 2012 малце поактивно да профункционира, меѓутоа самото донесување на законот беше врзано и неговата примена беше повеќе врзано за основање на телата кои што ќе бидат од суштинско значење за вршење на истиот закон, и истите се формира управниот надзорниот одбор и слично минатата година на 6.6.2016 година на собрание на сметководителите на Република Македонија. И од тогаш почнавме со активности пред се да го утврдиме точниот број на сметководители и овластени сметководители преку издавање на уверенија за сметководители и овластени сметководители. Вториот чекор беше да се направи регистар, прочистен регистар на сметководители и овластени сметководители во Република Македонија, значи да се утврди точната бројка на сметководители и нормално да бидат запознаени сите со критериумите и правилата кои што ги носи Законот за сметководствени работи при вршење на истите. За да се задржи на значењето на овој семинар, како за сметководителите, така и за нивните клиенти. Со донесувањето на законот, пред се сака да се подигне нивото на квалитетот на работењето на книговодителите кои што даваат услуги за трети компании, значи компаниите да добијат поголема сигурност во квалитетот што ќе го добијат од книговодителите, а тоа се постигнува преку континуирана професионално усовршување или едукација и образование, кое што е задолжително за секој сметководител и овластен сметководител кој што добил уверение, односно е во регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители, така да они ќе имаат континуирана обука и едукација и мора да го задржуваат квалитетот на високо ниво и постојано да го надоградуваат. Втората работа е дека секоја компанија, друштво, кое што се занимава и трговец поединец, кој што ќе се занимава со вршење книговодствени услуги или давање на книговодствени услуги, мора да има полиса од штетен настан или настаната штета кон третите лица, со комитентите со кои што има склучено договор за работење книговодствени услуги. Инаку, институтот води педантна евиденција на сметководителите и овластените сметководители по возраст, пол, образование и врз основа на тоа гради стратегија за иднината на оваа фела.